Здраво се вклучувам повторно зборувам за една тема поврзана со денешниот датум 19 ноември, тоа е светскиот ден на мажите. Ние припадниците на да не речем рапавиот пол, ама не сме нели понежниот пол. Го имаме она кој е припадничките на понежниот пол го имаат на 8 март. 19 ноември е светскиот ден на мажите. Обично маж треба да биде глава на семејството, столб на семејството. Во машки род се титулите кога некој човек некаде работи или има завршено степен на образование без разлика дали е припадник на понежниот пол или не, дали е жена или маж. Тоа се однесува подеднакво. Мажите сме ние кои сме двигатели. Секоја година кога се доделуваат Нобеловите награди, на 90% од добитниците се мажи. И општо кога се доделуваат награди, признанија, во било што најчесто се мажи. Дали се тоа за филмови Холивуд, Венеција, Кан, дали за било кој, дали тоа степен на образование, дали кога се претседатели, премиери, министри, пратеници. Поголемиот број се секогаш мажи, доминантни во светот. Некои држави овој празник е понагласен, мислам празник не во смисла не работен ден, секаде е работен кога се паѓа од понеделник до петок, но некаде припадничките на понежниот пол се маргинализирани. Денес се оди кон таа родова еднаквост, постојат и конвенции поради тоа, но во пракса превладуваат од тие мислења, ставови дека мажите треба да останеме доминантни. Дали ќе биде така останува да видиме. До нареден пат, поздрав!